Голема побарувачка на грозието за празникот Преображение на Штипскиот пазар. Цената годинава достигна и до 80 денари за килограм. Верниците и оваа година традиционално го купуваа по секоја цена, зашто според адетот во Штип токму на Преображение прв пат се вкусува благословеното грозие. Продавачите велат грозието е благо, вкусно и квалитетно, а првите количини се продаваа уште рано утринава. Според нивните мненија, цената е реална и достапна за граѓаните. Денеска е ден 19 ден наречено Преображение. Ден на грозието, кога луѓето почнуваат од денес да јадат, прво го носат во црква, попо го пее и почнат да јадат грозие. Така да од денеска се јаде грозие. Зимат ли го луѓето? Зимат и то интензивно. Савале беше гужва дори за црква да однесат, да го испее попот и тие да го јадат. Каква сорта имаме? Сорти имаме повеќе. Вака се. Почнеме прво со сорта која стасува најрано е кардинал. После почнува Мишел, ево Мишел грозие, петка грозие. И после по него почнуваат Афусало, па почнува Хамбург, па почнуваат 300, има многу сорти. Така, под која цена ни оде? Денес одеше по 80 денара. Сега како ќе се задржи цената, дали таа ќе остане, ќе видиме. Па минатата година исто беше цената. Убаво се сеќавам за овој ден. Согласно температурите, дали е реална цената, бидејќи тешко се вади грозието? Цената е реална и мислам дека треба да ја задржат таа цена за мала потрошувачка. Имајќи предвид цената, доброто време како и доброто производство. Производителите и трговците од пазарот денес велат дека се задоволни. Треба да бидат задоволни. И цена е дадено добро и мислам дека треба да бидат задоволни. Па мислам дека и времето ги послужи. И времето работеше за нив. Се. И Господ на нивна страна. Да. Шекер има добар ракија. Зимата ќе има грозие. Има и ние зимски А сорт. какво е тоа зимно грозие? Зимно грозие тоа е едно бело грозие кое е многу издржливо на температури и е најотпорно. Како да се зачува? Па обично го чуваат у ладилници. Се обере, се складира во ладилници и преку зимата имаме грозие. Многу години кај на сите штипјани и пошироко во републиката им честитаме празникот. Инаку на овој ден верниците уште рано во кошница носат грозие во црквите, каде на самата литургија се осветува и благословува самото грозие. Се верува дека на овој ден Господ Исус Христос со Светиот Дух ги преобразува луѓето и верниците. Денеска масовно се посетија сите цркви заклучно со манастирите. Во Штипско најпосетен е манастирот Воскресение Христово, во чии простори се слави и денешниот празник Преображение.